Во ова издание, воени стратези ексклузивно за гласот на Америка, што е следно во односите меѓу Соединетите држави и Кина. 342 македонски жалби до Европскиот суд за човекови права. Колку граѓаните веруваат во третата власт. Девојчињата се соочуваат со посериозни предизвици од момчињата, насекаде низ светот, дури и во САД. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Односите меѓу Соединетите држави и Кина никогаш не биле позатегнати, пред се поради коронавирусот, но и поради трговијата и технологијата. За она што може да се очекува во иднина, Јела Де Франчески разговараше со двајца воени стратези. Кинеската економија има големо геополитичко влијание под лидерството на Ши Џинпинг. Јасно е дека цели да го замени американското силно и глобално влијание, како и да го редефинира светскиот поредок. Пред 3 децении САД помогнаа на Кина да се приклучи кон Светската трговска организација, со очекување дека зголемената кинеска трговија би можела да доведе до нејзина демократизација. Мислевме дека ако Кина навлезе повеќе во трговијата, ќе дојде до промена на однесувањето, бидејќи комунистички режим и слободна трговија не можат да функционираат заедно. Тоа очекување не само што се покажа некорисно, туку и предизвика непосакувани последици, вели пензионираниот генерал Џејмс Џонс. Тој вели дека кинескиот развој бил постигнат преку лукавство, кражба и подценување на американската и западната безбедност. Во однос на кибернетиката, знаеме дека крадат интелектуална собственост секогаш кога можат. Кина се прикажува многу мека, но не треба да бидеме во заблуда. Тие прават тројански коњи во нашите држави колку што можат. Целта на Кина е да ги потцени долгогодишните безбедносни алијанси на Америка, вели поранешниот врховен командант на НАТО Весли Кларк. Во моментот Кина и незиниот председател се фокусирани на нивното соседство, Пацификот, првенствено Тајван. Проблемот на Пацификот за кој луѓето најмногу зборуваат денес е Тајван, бидејќи имавме договор со кој САД се откажа од признавање на Тајван. Имавме залажба дека нема да има присилно решение за Тајван, но господинот Ши не се согласува со тоа. Во Јужното Кинеско море може да се види неочекувана активност. Ние сме сериозни да ја одржиме слободата на примена на меѓународното право на врв на нашата листа. Кина инсистира дека САД се провокатор во Јужното Кинеско море и оти незините односи со Тајван се прашање во кое Вашингтон не треба да игра улога. Но како што се зголемуваат тензиите меѓу Вашингтон и Кина, а Тајван останува кризно подрачје, Кларк вели дека ситуацијата и натаму ќе биде непредвидлива, иста каква што била во времето на студената војна. Советскиот сојуз знаеше дека ако ја помине границата со Германија би имало судир, но никогаш не кажавме кога би ескалирале до нуклеарно оружје. Денес зборуваме за воздух, земја, море, вселена и кибернетика. Многу е опасно. Македонските граѓани имаат многу мала доверба во судскиот систем. Доказ за тоа е бројот на поплаки пред Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Таму во моментов се разгледуваат 342 жалби. Извештај на Мики Трајковски. Десетина поранешни функционери од времето на владењето на ВМРО ДПМН, помеѓу кои екс-премиерот Никола Груевски и министрите Јанакиевски и Анкуловска, за кои во Северна Македонија се водат судски процеси, ја тужат државата во судот за човекови права во Страсбург, при тоа повикувајќи се на аболицијата за нив на поранешниот претседател Иванов. Но во врска со ова во јавноста се појавија и одредени дезинформации дека Европскиот суд веќе донел позитивна одлука по однос на двете апликации, нешто што министерот за правда Маричи го квалификува како лажна вест. Според него, целата постапка во која државата е странка е во рана фаза. Стигна пред 10 дена, стигна апликациите на одговор во владата, се уште ги разгледуваме во нашите институции, интензивно работиме и се подготвуваме. Мислам дека ќе направиме соодветна стратегија која што ќе работи во одбрана на владењето на правото и правната држава.
а во моментот вкупно 342 жалби против Република Северна Македонија чекаат одлука од Страсбург. Во период од 2016 до 2019 година донесени се 65 пресуди во која е констатирана повреда на Европската конвенција за човекови права. 17 од нив се водечки предмети, додека 48 од пресудите се за повторувачки предмети. Од јануари до јуни годинава донесени се вкупно 8 пресуди и 3 одлуки за пријателско спогодување. Правата на кои што се однесуваат најчесто пресудите се повреда на правото на правична постапка, правото на приватен и семеен живот, заштитата на сопственоста, слободата на здружување, меѓутоа и многу сериозни повреди како правото на живот и забраната за мачење и нечовечко постапување. Познавачите на приликите велат дека се почесто македонски граѓани се одлучуваат да ја бараат правдата во Страсбург како резултат на недоволната доверба во домашниот систем, но откако ќе ги исцрпат сите правни лекови кои им стоат на располагање во земјава. Бројот на предмети спореден со бројот на жители во нашата држава е голем број. Тоа значи дека големо е незадоволството на граѓаните од постапките на домашните органи. И она што е најважно, има многу предмети каде што е покажано дека државата несоодветно ја има остварено својата улога. Според статистиката на Комитетот на министри на Совет на Европа, само во последните 3 години досудениот износ по основ на одлуки и пресуди кои државата треба да ги исплати на граѓаните кои ја тужат изнесува 582.215 евра. Од 45 од предметите кои што сега треба да бидат оштетени се повторувачки предмети. И ова е особено важно затоа што се додека државата е бавна и не постапува ефикасно во однос на овие пресуди од Страсбург, во тој случај само губи државата и ќе добиваме се повеќе и повеќе пресуди кои што треба да плаќаме. Од Охридска, Гласот на Америка, Мики Трајковски. Нова изложба која беше неодамна отворена во Националниот музеј на американска историја ги покажува предизвиците со кои се соочуваат девојчињата додека растат во САД. Изложбата зборува за не секогаш лесното патешествие на жените од САД. Сакавме луѓето да сватат дека да се биде девојка е комплицирано. Девојчињата преземаат големи ризици кога сакаат да им се чуе гласот, кога стојат во првите редови на промените и кога се залагаат за политички цели. Изложбата е поделена на 5 сектори – здравје, образование, кариера, политика и мода. Секој од нив ги носи посетителите низ историјата на развојот на девојчињата и нивното созревање во различни времења низ американската историја, од американската револуција до денес. На девојчињата многу им се зборува каде припаѓаат, што да облечат, како да изгледаат, што значи да се биде женско, што е идеално девојче. И девојчињата автоматски стануваат свесни за себе и се обидуваат да се изразат преку тие совети со кои се бомбардирани. А тоа ве прави политизирани. Девојчиња со различни животи станале фокус на изложбата, вклучувајќи ја Хелен Келер, позната политичка активистка и авторка која живеела во првата половина на 20. век. Таа станала глува и слепа од болест во детството, но сепак добила високо образование и го минала животот борејќи се против расизмот и половата дискриминација. 13-годишната Наоми Вадлер има поинаква приказна. Американската студентка и активистка го свртала вниманието врз себе во 2018 кога во Вашингтон одржала говор против насилството со огнено оружје во Америка. Многу други девојчиња се представени на изложбата, чие отворање коинцидираше со Меѓународниот ден на девојчето, што Обединетите нации го одбележаа на 11 октомври. Оваа изложба ќе остане отворена до 2022 за да им даде шанса на што е можно повеќе девојчиња и жени да ја посетат. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на нашиот вебсайт и на социјалните мрежи. Поздрав од Вашингтон!